Иако најголемиот дел од пожарите во Прилепско се ставени под контрола, се уште постои опасност од нивно обновување, а некои пак се уште засилена горат. Синоќа најголемата опасност беше кај манастирот Свето Преображение Зрзе во општина Долнени, каде огнот стигнал на само околу 500 до 600 метри од манастирскиот комплекс. На лице место веднаш се упатени противпожарните екипи од Прилеп и огнот е локализиран. Но денеска цел ден таму ќе остане едно противпожарно возило и дел од пожарникарите од Прилеп, за да веднаш интервенираат доколку огнот се повтори. Исто така, синоќа во опасност беше и селото Никодим кај Плетвар, а пожари моментално горат кај селата Бонче, Лопатица и Рилево во општина Долнени. И кај Рилево постои голема опасност огнот да стигне до селото. Само вчерашниот ден аларматно беше над манастирот Зрзе и тој регион тука. Од сношти значи имаме екипа која што го варди пожарот. Ни јавија сега пред малце дека е под контрола, но сепак мора да останат уште таму за да го варда теренот ради да не дојде до повторно припалување. Сношти исто имавме интервенција после Алинци, успешно завршена, изгаснат пожарот, спречено е негово поголемо ширење. Никодин исто така локализиран пожар. Сношти екипа денеска од Шумското има Никодин. Лопатица неколку дена гори. Сега ни јавија дека исто од сношти имаме екипа која беше таму да го варди местото. Ни јавија дека е под контрола, но сепак треба да останат се уште за да се припазува. Бонче неколку дена имаме пожар каде што екипа наша и е тргната таму. Се надевам и тој дека ќе биде локализиран. Пожарникарските екипи од Прилеп се постојано на терен. Тие се подпомогнати и од противпожарните екипи од соседните општини Кривогаштан и Крушево, но за жал нивниот број во вакви случаи е мал. Не може да постигнат физички да бидат присутни на сите места. Исто така, симптоматично е тоа што за само 2 часа пред 2 дена во Прилеп се појавија 5 до 6 огромни пожари, и тоа оддалечени на растојание од 20 до 30 километри. Од територијалната противпожарна единица од Прилеп вела дека во 99% од пожарите причина е човечкиот фактор, но не сакаат да поверуваат дека во овие пожари во Прилепско стои некакво организирано палење, иако и тоа не би требало да се исклучи. Во ваква ситуација е нормално дека се потребни многу повеќе луѓе, многу повеќе механизација. Дали контактирате со дирекцијата за заштита и спасување, тука со јавните предпријатија, со кризниот штаб на општина Прилеп? Значи еден апел, сите засегнати страни, фирми, предпријатија, доколку се во можност да ни помогнат со механизација и алат, но и со луѓе кои што доброволно би се вклучиле во гаснење на пожарите. Не знаеме утре што би се случувало, но сепак сакаме да еден апел да пратиме да бидат приправни за да можат да ни помогнат. Како е можно за само 2 часа вчера, односно пред 2 дена, да се случат 5 огромни пожари во Прилепско на растојание од 20 до 30-40 км оддалеченост? Се е можно, не да е Господ да е човечки фактор причината за настанување на тие пожари. Овие пожари се само уште еден доказ дека се потребни поголеми вложувања во противпожарните бригади, како во зголемување на човечките ресурси, така и во купување на нова современа опрема, а особено во набавување на специјална опрема за гаснење на шумски пожари, нешто што противпожарните бригади кај нас за жал не го поседуваат. Од противпожарната бригада во Прилеп исто така ги повикуваат прилепските компании да донираат средства за да може да се купи ваква потребна опрема за гаснење на шумски пожари.